Добре дојдовте во првата епизода во новата 2026 година. Ја започнуваме нашата прва средба со желби новата година да ни биде поуспешна од претходната, да биде исполнета со здравје, љубов, разбирање, успеси и многу безбедни километри. Велат револуцијата ги јаде своите деца. Дека има вистина во тоа се уверија група сопственици на Toyota Mirai од Америка кои го тужат јапонскиот производител што им продал возила за кои немаат каде да наточат водород. Не можат ниту да ги продадат бидејќи никој не е луд да ги купи ако знае дека до најблиската станица ќе мора да вози и до 100 километри, по пат трошејќи го и тоа малку гориво што го има. А проблем е што Мирај мора барем еднаш неделно да се вози, бидејќи резервните батерии ќе му се испразнат. Податоците велинетите американски држави постојат само околу 90 станици за полнење водород, од кои 2/3 се јавни. Ситуацијата дополнително ќе се влошува, бидејќи и нивната екзистенција е загрозена заради премалиот број возила кои им доаѓаат да ги услужат. Така кратките изливи на заинтересираност на автомобилската индустрија за водородот како погонско гориво ги заменуваат долги периоди на опаѓање. Toyota сепак се уште има надеж во него и не се откажува. Според податоците, во моментов од Mirai во Америка продава по околу 200 примероци годишно по цена од $53,000. Скоро во тајност Jaguar го произведе последниот свој автомобил со мотор со внатрешно согорување. Честа да ја носи неславната титула му припадна на F-Pace SVR, после кој фабриката во Солихал ќе биде преуредена за новиот електричен модел што ќе произлезе од концептот Type 00. Со овој момент се означува крај на една богата со традиција ера за британската марка. Колку желно челниците на компанијата сакаат да раскинат со неа, покажува и тоа дека на нивната веб страница наменета за новинарите информациите за досегашните модели добро се сокриени. През вртницата пак која допрва ќе започне се правда со тоа дека досегашната стратегија едноставно повеќе не можеше да функционира. Битката Jaguar рамноправно да се надпреварува со германските премиум конкуренти е изгубена. Новиот почеток од нула кој беше дочекан на нож на компанијата треба да и донесе побогати купувачи, подготвени доста подлабоко да брцнат во своите джебови и да извадат 6-цифрена сума фунти, евра или долари сеедно. Ризикот е јасен, а дали ќе се успее во тоа ќе дознаеме годинава. Кинескиот Гили ги надмина сите. Го пушти во работа најголемиот центар за тестирање возила во светот, изграден со почетна инвестиција од скоро 250 милиони евра. Во него ќе се испробува безбедноста на 27 различни категории, од судари при големи брзини преку испитување на сигурноста на батериите и електричните погонски склопови до сајбер заштитата и проценка на штетноста на разни системи по човековото здравје. За импресивната големина на овој центар кажува и тоа дека патеката за изведување краш тестови е долга скоро 300 метри, а во воздушниот тунел во кој може да се симулира дури и врнежи од дожд и снег се создава ветер со максимална брзина од 250 км на час. Гили, кој како што знаеме е собственик на Volvo и Lotus и делумно на Smart и Proton, во последните 10 години во истражувањата и развој има вложено повеќе од 30 милиарди евра.
Германските премиум марки добија непријатна божикна честитка. Huawei Maestro S800 стана најпродаван луксузен автомобил во Кина со цена над $100,000. Тој по вкупната продажба ги надмина Porsche Panamera и BMW серија 7, заедно како и S-класата на Mercedes, вклучително и бројките на нејзината Maybach изведба. Huawei Maestro S800 настана со заеднички сили на технолошкиот гигант и државниот џак, токму со таа цел да ги убеди кинеските купувачи да купуваат домашни луксузни автомобили, дека и тие може да бидат еднакви, па дури и подобри од странските брендови. Според компанијата во моментот се продаваат по 2000 примероци месечно и се очекува бројката да се удвои. Покрај цената, која е нешто пониска од главните конкуренти, привлечноста на оваа електрична лимузина долга 5 метри и 48 сантиметри е перфекцијата со која е направена. Располага со 1,5 литарски турбомотор кој служи како продолжувач на автономијата и може да помине околу 400 електрични километри. Внатрешноста исполнета со врвни материјали, покривот изведен како од звездено небо, а на патниците на располагање им се и автоматски врати, сев за скапоценности, ладилник за пијалаци и друго. Ниту американците не се имуни на искушенијата да ја враќаат километражата на половните возила. Според компанијата Carfax, која се занимава со следење на историјата на автомобилите, таму има 2,45 милиони возила со лажен број поминати километри. Нивните пресметки велат дека оние што ги купуваат плаќаат во просек по $3,300 повеќе, без да сметаат на идните трошоци што ќе им ги предизвикаат. Треба да им се верува, бидејќи оваа компанија во своите 4 децении постоење има собрано над 35 милиарди записи за историјата на возилата од повеќе од 150.000 извори, како што се сервисите, осигурителните компании и полициските записници за сообраќајните несреќи. Според нивните податоци, половина од автомобилите со вратена километража се распоредени во 5 сојузни држави, најмногу во Калифорнија, повеќе од 530.000. Но она што посебно ги загрижува е порастот на манипулациите кои во 2025-та изнесуваше солидни 14%, овозможен од ефтините дигитални уреди што се продаваат за само $200 до $300. Америка нагло се врти на својот пат кон електричната иднина, посебно меѓу најпопуларниот тип возила – пикапите. Ford и Ram веќе ги преиспитаа своите планови и се откажаа од електричните модели, а на пат тоа да го стори е и General Motors. Бројките се неумоливи, слабата продажба ги прави нивниот развој и производство неисплатливи. Во првите 9 месеци од 2025 година, Ford успеа да продаде само 23.000 примероци од F-150 Lightning, што е капка во морето во вкупниот пласман од 620.000 возила од F-серијата. Кај General Motors е уште полошо, бидејќи нешто малку поголемата количина продадени возила е распоредена на 3 модели – Chevrolet Silverado, GMC Sierra и скапиот Hammer. Официјално не постојат планови за преобликување на понудата, но во компанијата добро знаат дека нема да можат долго да се премислуваат. Сигнал за тоа им дава и одлуката на Volkswagen, после само една година да го повлече од пазарот ID Buzz. Тој треба да се врати кога работите малку ќе се подобрат, но во тоа скоро никој не верува, ниту купувачите, ниту пак дилерите на марката. «15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот.
Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Фронтера. Уоу, колку многу простор. Вау, ова беше брзо полнење. Новата Opel Frontera од 21.000 евра. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Решеноста на председателот Трамп да ја запре глобализацијата на автомобилската индустрија предизвикува мешани реакции. Менаџерите се муртат, работниците потајно се радуваат, а купувачите се збунети, иако главно имаат мислење дека тоа негативно ќе се одрази на цените и квалитетот. Секој за своите ставови има аргументи, но ретко кој го поставува прашањето колку воопшто е можно нешто толку комплексно како што се автомобилите да биде исклучиво локален производ. Со голема доза резервираност ќе кажеме дека во некои држави и тоа е можно, но во никој случај не во развиените земји каде пазарната економија има длабоки корени, како што е Америка. Или пак Германија, од каде ќе го земеме примерот што тоа го покажува. Конкретно од Volkswagen, чија гама сите многу добро ја познаваме и чии автомобили важат за репер за германскиот квалитет. При тоа никој не се ни прашува дали тие воопшто се германски, односно каде се произведени. Така, например, Поло сега доаѓа од Јужна Африка, а Голф пак во иднина од Мексико. Шпанската фабрика се уште е задолжена за T-Cross и Taigo. T-Roc доаѓа од Португалија, а неговата отворена верзија од Германија, која е родно место уште и на Туран, Тигуан, Тайрон и целокупната електрична гама. Пасат се произведува во Словачка заедно со Туарег, додека родното место на Кеди е Полска. Оттаму доаѓа и големиот Крафтер, додека популарниот транспортер и пикапот Амарок, кои се ребрендирани модели на Форд, се произведуваат во Турција, односно Јужна Африка. Сето споменато се однесува само на местата каде се врши финалната монтажа на автомобилите, додека ако погледнеме подлабоко и анализираме од каде се набавуваат компонентите, деловите и репроматеријалите, ќе мора да споменеме уште десетици држави од сите континенти. Затоа само по себе како вистинско прашање се наметнува како некој воопшто може да помисли еден автомобил да биде произведуван само во домашните фабрики од домашните работници.
Место низ стивка, Форд помина низ бурна трансформација на своето работење во Европа. Јавноста е зачудена зошто компанијата мораше да се откаже од имињата како Мондео, Фиеста или Фокус и да ги замени со безмалку генерички модели направени со туѓа помош. Посебно од нивните вести за соработка со Рено, бидејќи ако Експлорер и Капри не ги исполнија очекувањата, пласирањето на заеднички ребрендираните доставни возила не се доведува во прашање. Зошто мораше така да биде, објаснува првиот човек на производителот Джим Фарли, кој изјави дека колку и да боли, мора да се признае дека против марките како што се Toyota или Hyundai едноставно немале шанси. Тој без вообичаениот корпоративен вокабулар кажа дека иако добро етаблирани со својот имиџ, овие модели исчезнаа од понудата, бидејќи во процесот на промената на стратегијата проследен со постојани преиспитувања, можеше да се престане да се игра на сите полиња. Со други зборови, Форд повеќе нема да се представува како производител кој ќе нуди се, од малите градски автомобили до големите пикапи. Напуштањето на историската символика, по која подолго од еден век е позната во Европа, тој ја правдаше со зборовите дека глобалната реалност едноставно е неумолива и трошоците за производство повеќе не даваат предност на тежината на името што марката го носи. Следствено на тоа, преструктурирањето на понудата и фокусирањето на она што во Форд е посилен како резултат, ќе има профитабилно работење. А него треба да го донесат возилата кои ги пленат купувачите со својот идентитет и предизвикувајќи кај нив емоции за кои се подготвени подобро да платат. Меѓу нив дефинитивно не е и Куга, која според најновите информации ќе престане да се произведува до крајот на оваа 2026 година, ослободувајќи го своето место на монтажните ленти на европската верзија на Бронко. Бројките за продажбата за изминатата 2025 се уште не се пристигнати, но оние за првите 11 месеци кажуваат дека Dacia Sandero со сигурност повторно ќе стане најпродаван автомобил во Европа. Според податоците за романскиот хеджбек, кој покрај во матичната земја се произведува и во Мароко, се имаат одлучено 226.000 купувачи, а за второпласираниот Renault Clio 207.000. На наредните три позиции се наоѓаат Volkswagen T-Roc Tiguan и некогаш вечниот лидер Golf, а топ 10 листата ја дополнуваат Toyota Yaris Cross, Peugeot 208 и 2008, Dacia Duster и Opel Corsa. Меѓу распоредот на добро етаблираните марки нема скоро никакви промени, но затоа кинезите покажаа силен напредок. MG има пораст од 26, а BYD од експлозивни 276%, со што веќе ги надмина Suzuki, Mazda и Honda. Во поглед на структурата на продаденото, најбројни се хибридите со 35% учество, бензинците освоија 27%, електричните возила 17%, а дизелите само 9% од пазарот, исто колку и плагин моделите. Подеталниот поглед пак на нивната продажба крие едно изненадување. Листата најбарани плагин хибридни модели ја предводи BYD Seal U, за кои во 11 месеци минатата година се одлучија повеќе од 63.000 купувачи. Импресивно навистина како кинескиот кросовер, кој во Германија се продава за 43.000 евра, ги надмина европските великани. Сепак за малку на второто место е Volkswagen Tiguan со за 3.000 помалку продажби, а следат Volvo XC60, некогашниот фаворит Ford Kuga и Mercedes GLC. Меѓу значајните настани што ја одбележаа веќе изминатата 2025, секако е првата година од повторно председателствување на Доналд Трамп и неговите игри со живците на автомобилската индустрија.
Неговите ограничувања доведоа и до повлекување на некои модели од Соединетите Американски држави, каде веќе нема да има автомобили поевтини од $20,000. Таков беше Nissan Versa, кој се произведуваше во Мексико. Председателот Доналд Трамп, користејќи го методот на стапи морков, тој се расфрлаше со процентите царина, доведувајќи ги сите до голема пресвртница од која излезот тешко може да се пронајде. До него води само едно тесно правливо патче, кое за да се помине треба многу вештина и мудрост. Со ограничувањето на конкурентноста на странските компании и истовремено спречувајќи ги домашните производители профитот да го остваруваат на друго место, тој е на мисла дека работи за доброто на американскиот народ, за кој ќе има поголеми плати и повеќе работа. Но неговата стратегија не запира само кај увозот на возила и делови за нив, туку и на потребните репроматеријали и ангажирањето странски експерти, со што сериозно ги намали можностите компаниите брзо да реагираат на новонастанатата ситуација. Затоа и тие место да ги користат ресурсите за развој на нови технологии, се свртеа назад, останувајќи во сопствените сенки, без да знаат како да излезат под сонцето, кое ќе им го осветли патот до перспективниот напредок. На работниците пак им останува да се надеваат дека ветените поголеми плати ќе им стигнат за да ги покријат повисоките цени и трошоци за живот. Дедо Мраз им донесе лоши вести на американците. Непосредно пред нивниот Божик, тие останаа без единствениот автомобил со цена пониска од $20,000. Заради веќе на широко елаборираните причини, Nissan прекинува со продажбата на Versa, кој се произведуваше во Мексико. Овој мал седан никогаш не беше замислен како автомобил кој ќе ги запали фантазиите, туку како рационален обид да се задржи еден пазарен сегмент за кој никој не се сомневаше дека е пред изумирање. Така формулата на јапонскиот производител да се користи проверена механика и ефтина работна сила функционираше се досега. Финансиските проблеми во кои западна заедно со промените на условите за работење на американскиот пазар пресудија. Верса во историјата ќе остане запаметен како глобален мост што ги поврзуваше микра и големата Сентра. Меѓускиното растојание од 2600 мм и даваше подвижност, а 1,6 литарскиот мотор со 122 конски сили, скромни, но доволни перформанси. Со цената беше совршено позиционирана и логичен избор за сите оние кои сакаа поевтин, но нов автомобил. Nissan се потруди добро да ја пласира меѓу другото, нудејќи им кредити и на купувачи кои беа одбиени од конкурентите. Затоа и продажбата добро се држеше, но таа не траеше вечно. Сега најефтиниот автомобил во Соединетите Американски држави чини $22,000, а настанатата пазарна празнина никој не се ни обидува да ја пополни. Рено се пофали дека чудниот електричен прототип Filante Record 2025 ја оправдал својата намена. Со едно полнење на батериите поминал повеќе од 1000 километри. Ефикасноста на неговиот погонски склоп ја потврдува и фактот дека целиот потфат изведен на една тест патека во Мароко траел околу 10 часа и постигната е просечна брзина од 102 км на час. Иако чудниот електричен прототип Filante Record 2025 е далеку од сериско производство, тој сепак ја враќа вербата дека електричните автомобили ќе бидат неверојатно економични. На тест патеката во Мароко возењето траело околу 10 часа и е постигната просечна брзина од 102 км на час.
Она што е најинтригантен е фактот дека потрошувачката на струја изнесува 7,8 киловат-часа на 100 километри. Преведено во денешната цена на струјата во домашни услови, возењето на 100 километри чинело помалку од 50 денари или испод 500 денари за 1000 километри. Ова на Рено е втор обид. Првиот пат летото не успеале да ги достигнат саканите аеродинамични параметри. Затоа и сега овој концепт, представен во јануари, остана без светлата, големите отвори за воздух и масивните облоги со интегрирани спойлери. Задржани се само затворените тркала. За дополнително да се намалат отпорите, користени се елементи од јагленородни влакна и делови изработени од 3D печатач, а Мишлен обезбеди посебно развиени и исклучително штедливи пневматици. Во кокпитот има место само за возачот кој е во полулежечка положба. Педали не постојат, а забрзувањето и запирањето се вршат преку управувачот кој има интегрирана инструмент табла. Интересен податок е дека од вкупната тежина од 1000 килограми, 600 отпаѓаат на батериите. После поминувањето на 239 круга на тест патеката, останала неискористена струја од 11% од капацитетот на батериите. Рено Филанте рекорд застануваше само за промена на возачите и брзи технички проверки. Во годинава што започнува, BMW се подготвува за нов почеток и тоа на производство на 2 електрични модели од Neue Klasse. Во Дебрецен се е подготвено за iX3, а веќе се вршат функционалните проверки во фабриката во Минхен, во која ќе се произведува електричниот i3. Работниците се обучуваат на монтажната лента, е инсталирана нова опрема, а целиот циклус симулирано се следи за да се осигура дека се ќе оди безпрекорно и по план. А предходникот на i3, серија 3, има извонредна историја која трае 50 години. Еве како започна таа приказка. Сериското производство на електричниот i3 ќе стартува во јуни, а покрај Neue Klasse седанот ќе остане и сегашната серија 3, која како модел наполни 50 години. Се појави како наследник на тогашната Neue Klasse и според скоро сите љубители на BMW ја насочи марката кон вистинскиот правец како производител на спортски лимузини со избалансиран сооднос во поглед на комфорот. Типично германски би рекле, но серијата 3 воведе некои карактеристики по кои BMW ќе биде познат со децении, како што се заширелениот нос и централната конзола благо свртена кон возачот. Првата генерација механички не беше толку револуционерна, барем не на почетокот, кога добар дел од основата беше наследен, но затоа во текот на своите 8 години постоење донесе бројни технички иновации, меѓу другите и 6-цилиндрични мотори. Дури и денес е почитувана најмногу заради тоа што успеа противниците на марката да ги претвори во следбеници. Скромната моторна понуда на почетокот не и запречи да предизвика бура на пазарот, посебно германскиот. Двојните предни светла кај посилните варијанти оптички идеално се согласуваа со карактеристичните бубрези, но и единечните светла кај оние верзии наменети за ценовно чувствителните пазари одаваа впечаток на моќ. Привлечно и возбудливо обликуваната каросерија предизвикуваше емоции дури и кога возилото ќе се гледа на паркинг, а оние пак што имаа можност да го пробаат од возните својства остануваа без зборови. И патниците на задните седишта немаат забелешки. Тоа што мораат да се протнуваат низ големите предни врати за да влезат беше припишувано како неопходен данок на атрактивноста на моделот. Првата генерација на серијата 3 доби многу плусеви и заради ослонувањето кое беше идеално избалансирано со желбите на возачот и можностите на автомобилот.
Внатрешноста обезбедуваше доминантно чувство, нешто што и ден денес внимателно се негува во Минхен. Тогаш аеродинамиката се пишуваше со мали букви, но тоа не беше пречка основниот модел со своите 90 конски сили да пружи вистинско уживање во возењето. Сепак, во BMW беа свесни за неговите ограничувања, заради што серијата 3 подоцна ја понудија и во моќни 6-цилиндрични верзии. Врв беше моделот 323i, кој со својот мотор со вбризгување на горивото со 143 коњи постигнуваше респектабилни 190 км на час. Истовремено не беа заборавени ниту оние купувачи на кои имиджот им беше поважен од перформансите за кои беше наменета изведбата со ознака 315 со 75 конски сили и прифатлива цена. Од првата генерација на серијата 3, BMW произведе скоро 1,4 милиони примероци. Лесно е да се зборува за иднината кога се има успешно минато. Приказната на BMW продолжува да се пишува. Продолжуваме и ние следната сабота. До гледање.